Да, се сеќавам како да беше вчера, затоа што тоа не може да се заборави. Едноставно не може да се заборави. Да се зборува за Людмила е вистинско задоволство, бидејќи за неа има многу да се каже. Се сеќавам кога педагогот на училиштето ме информира дека во моето оделение ќе дојде нова ученичка и тоа од Украина. Јас, искрено да ви кажам, бев многу среќна и немав никакви предрасуди, бидејќи од секогаш децата ми се слабост и едноставно за мене не е важно од каде доаѓа детето и какво е детето. Веднаш после првиот контакт со неа, сватив дека ова дете е подарок како за мене, така и за моето оделение. Людмила се вклопи веднаш во средината во која продолжи да започна и продолжи да ја следи наставата. Впечатливо е тоа што не само таа што се вклопи во средината, туку и сите останати мои ученици ја примија со раширени раце и пружија љубов, другарство и почитување. Значи, почитувањето и другарувањето од самиот почеток настапи и така продолжи се до завршувањето кај мене. Интересно е тоа што Людмила покажа голем интерес кон учењето, кон нашите образовни програми, кои јас лично сметав како наставник дека може би се и различни. Се разбира, предметите се и тука и во Украина различни до некаде, меѓутоа математиката е математика. Каде и да одиш, цифрите и задачите се тие. Тоа го сватив и од незиното залагање и секогаш кога ќе се поставеше задача, останатите ученици кои еве ги учев веќе 5 години, значи додека ја препишат задачата и размислуваат и сватат како да се реши, тоа дете ќе кренеше рака и со убав, милозвучен глас ќе кажеше: "Учителка, јас веќе решив." Толку ми представуваше, толку ми правеше кејф, значи и секогаш задачите и беа точно решени. Факт е дека таа, кога дојде кај мене да учи, во еден момент ме информира дека истовремено посетува и онлайн настава со Украина. За мене беше фрапантен податокот, значи како тоа дете наоѓа време и јас едноставно ја гледав дека таа секогаш е полна со енергија и ентузијазам и желба за учење, како не се изморува едноставно. Но кога во разговор со неа, таа велеше дека можеби таа е тука и е убаво, но можеби еден ден ќе се врати во незината земја и мора да биде во тек и со наставниот процес, со наставните програми, со предметите што таму се изучуваат, односно ги изучуваат другарчињата од незината возраст. Исто така би сакала да кажам дека во тоа, значи во пето оделение предметите што ги изучувавме, ние имаме предмет општество со интересни содржини, учебник кој за прв пат содржините по учебникот за прв пат ги изучуваше токму генерацијата во која веќе дојде и Людмила. Јас бев изненадена, посебно за предметот општество, како Людмила имаше многу големи предзнаења за содржините. Таа се гледаше дека таа има предзнаења всушност за нашава земја Македонија. Значи таа ги знаеше нашите природни богатства, таа знаеше голем број на градови во Македонија, ги знаеше нашите езера и така. Што било дел од нивната наставна програма? Па, ми се чини дека не било дел од нивната наставна програма, но таа, знаејќи дека ќе дојде да живее во Македонија, таа самата веќе се подготвила. Таа самата се подготвила. Имавте ли стравување дека можеби ќе повторите нешто од наставна програма? Дали имавте предзнања како изгледа наставната програма во Украина? Така, контактите со неа секојдневно.
не стралував, меѓутоа задачите се повторуваа. Таа знаеше секогаш да ми каже дека кога ќе земевме нова наставна содржина, дека утрото, затоа што ние сме секогаш на настава во попладневните часови, а наутро во предпладневните таа посетуваше настава онлайн, значи таа знаеше да ми каже дека наутро со незините часови, со следење на незините часови онлайн, ги учеле истите задачи кои еве ние сега ги учиме, таа ги учи со мене. Да. Посебен впечаток, после извесен период, кај тоа дете ми остави впечаток, а може би и на моје големо изненадување. Барем до тогаш се немав сретнато со такво дете, иако моето работење во образовниот процес е повеќе од 30 години. Значи, тоа се случи, се сеќавам, на еден голем одмор, кога гледам Людмила, на незината маса, Людмила има виолина. Ја прашувам, зошто е виолината? И таа мене ми вели, па за да можам на паузите, меѓу одморите, јас да свирам, да музицирам, да вежба. Тоа многу ме изненади. Тоа ми се апсолутно немаше случено, значи, до тој момент. Друг момент, исто така, кога на незината масичка видов игли и конец за плетење. Ја истото прашање го поставувам. Зошто е, Людмила, тој конец, кога јас не сум рекла да се носи конец? Јас плетам траки, плетам машнички, плетам ташнички и така натаму. Значи, таа сакам да кажам дека и слободното време го користеше корисно, не сакаше да трча, значи едноставно да се занимава и да биде корисна. Кој е вашиот впечаток? Дали е тоа последица на системот на образование во Украина или едноставно такво е детето? Сметам дека е системот на образование. Дефинитивно. Моje мислење, да. Многу одамна, кога ќе се сетам и јас бев ученичка, ние имавме предмет домакинство и тоа беше еден прекрасен предмет кој токму учевме за такви нешта и такви работи, но за жал нели предметот е одамна укинат. Сега ние работиме по нова концепција, нови наставни програми. Имаме некакви практични работи, имаме вметнато во предметите, но нашиве деца, можам да кажам, се едни, тоа дете е сепак посебно. Исто така би кажала, кога првиот ден дојде со незината мајка, самиот начин на поздравување и беше посебен. И сметам дека се уште немаме такво дете. Како ви поздрави? Па таа ме поздрави некако толку грациозно, толку достоинствено. Од незините очи зрачеше љубов кон мене. Јас тоа едноставно го забележав. Веднаш уште во првиот момент се створи хемија помеѓу наставникот и ученичката. И така и продолживме до последниот момент. Значи, искажа почит спрема вас како наставник. Искажа преголема почит кон мене како наставник, токму така, а го следев и незиното одење, незините чекори, што исто така ми оставија впечаток, меѓутоа во разговор со незината мајка и во разговор со неа дознав дека едноставно девојчињата во Украина сите одат така. Причината е многу едноставна. Од мали нозе посетуваат балет. Македонски медиа сервис. mms.mk